Стадион. Емисија за вашата вистина. Една голема фрустрација што атентатот остана нерасветлен, целосно нерасветлен. И нормално личен предизвик во животот ми беше самиот да си водам некоја приватна истрага, користејќи ги моите професионални лични контакти по текот на целата моја кариера и како разузнавачки аналитичар и како заменик министар за надворешни работи, а во еден период и како владин координатор за намалување ризици од катастрофи, да собирам информации што би можеле да го расветлат. И на една научна конференција по повод 15 години од атентатот 2010 година. Че ова не е прва ваква Не. на филозофска што се случи пред неколку дена. Се одржа во домот на армијата. Организатори беа Сојуз на воени ветерани, не се сеќавам дали беше некоја друга невладина организација. Тогаш бев поканет во својство на новинар, како сега, и кажав една работа која што предизвика големо внимание во јавноста. Кажав дека знам кои су за атентатот, ама немам докази и нема да го соопштам. Тоа беше повеќе кажано како една провокација кон сите, затоа што сите ние знаеме многу, 30 години сите знаеме се, ама нема никакви докази. 30 години излегуваме со различни теории, излегуваме со различни тези, предпоставки и така натака. Атентатот предизвика и политички тензии, и лични препокувања, дури и судски пресуди. Значи се имаше во овие 30 години, ама докази немаше. Сепак, јас радо се одзивам на сите покани да говорам на оваа тема од една проста причина. Мислам дека ова е еден добар повод да се охрабрат луѓето што навистина имаат податоци и докази, да излегуваат во јавноста и после толку време да ги надминат собствените стравови и така натака и да кажат нешто што навистина никој не го знае. Може ли совеста да биде одлучувачки фактор тука или кај тие луѓе нема совест? Има еден интересен феномен. Речи си, после секое моје појавување во медиуми на оваа тема, ме сретнуваат непознати луѓе на улица. Секојаш со истиот разговор. Ве видов на телевизија, вие сте тој новинарот што пишуваше, да ви кажам јас знам жената што го возеше Амито. Тоа е таа и таа. Па се јавува друг на бензинска пумпа. Вели, слушај, јас го видов тој од фотороботот како бегаше и се скри во југо дрво дирекцијата и така натака и така натака. Сето тоа се работи и ги упатувам луѓето се што знаат да кажете во полиција. Еве поминало толку време, веќе не може да се плашите. Велам, тоа е причината зашто секогаш се одзивам на сите повици, очекувајќи дека некои луѓе кои што навистина имаат сознанија, дека ќе се охрабрат и ќе излекуваат да соопштат нови податоци. Има ли нова книга од Петров на оваа тема? Не. Имав такви планови, меѓутоа се откажав затоа што нема ново што да се напише или има многу што да се напише, меѓутоа мислам дека сето тоа ќе биде премногу конфузно, бидејќи работите што следеа потоа беа навистина конфузни. Некои беа, да ги наречам, случајни, а некои беа фингирани. Да внесат дополнителна забуна, теории на заговор, страв и несигурност кај луѓето. И сметав дека е контрапродуктивно сето тоа да се работи. Во еден период почнав и да собирам материјали и имав навистина таква намера да направам нешто. Меѓутоа решив да останам на таа прва и единствена книга, која што е чисто публицистички труд и која што се базира на информации што беа јавно објавени. Имаше многу информации, јас и во тоа време, значи 96 на 3 октомври објавив, точно една година по атентатот. Имаше многу информации што ги знаев, меѓутоа не беа објавени затоа што беа, како се вели, непотврдени.
Значи влегуваа во сферата на така наречените спекулации и како новинар кој што држеше до стандарди не може да си дозволам таков луксус. Меѓутоа, само да ви кажам, постојано повторувам, иако поради тоа имаме некои проблеми, проблеми од типот луѓето се сомневаат дека говорам вистината, дека јас сум првиот што дозна дека 3 месеци пред атентатот бил украден експлозив од магазините на војната полиција во денешно Визбегово. Во јуни 1995 година дојдов до таа листа, непознато лице ми ја даде, во која што беа наведени оружје, муниција, запалки и детонатори, меѓутоа 10 килограми експлозив од типот витезит, што се произведуваше во Босна, во градот Витез. Таков тип на експлозив бил употребен во атентатот. Тоа воопшто не значи дека е истиот употребен во атентатот, меѓутоа имав таа информација. Проблемот беше што не можев да ја потврдам од никаде. Институциите или... Да. И како тако, според тогашните новинарски стандарди, денеска се поинакви, не можев да објавам таа информација. И што се случи? Дури 2 години подоцна, до оваа информација дојде во февруари 1996 година, дури 2 години подоцна, еден токушто разрешен началник на военото контраразузнавање дава изјава за весникот Вечер и го кажува ова. Дека недостасувало... Да, Драган Стојмановски Млекц. Да, го кажува ова, со што се потврди моето сознание. Меѓутоа, во тој период оваа информација не можеше никој да ја потврди. Се сеќавам дека на пресконференцијата од 18 јануари 1996 година на МВР ја водеше тогашниот началник на аналитика и портпарол на штабот што го истражуваше атентатот, Трпе Стојановски, му го постави прашањето за експлозиот. Тој рече дека немаа такви сознанија. Потоа, кога дојде информација од владата до собранието, периодот, тоа беше април или мај 96 година, кога Либерална партија бараше да се формира анкетна комисија и не се формираше, во таа информација од владата стоеше податокот дека во досегашните истраги никаде не е констатиран недостаток на исчезнување на експлозив. Тука биле земени рудниците и така натака. Сите што користат. Да. И тие беа две работи кои што навистина ми представува еден голем предизвик, што да правам со непотврдена информација. Непознат човек, тоа на улица ви дава ливче хартија на која што стои печат и така натака и список на све што е украдено од тие магазини во јуни 95 година. Вие тоа не можете да го проверите никаде, бидејќи сите што ги прашувате демантираат, тоа не е точно. Само 5 дена по атентатот, Нова Македонија, односно јас, го објавив податокот дека автомобилот бомба на местото на експлозијата го довезла жена. Значи, токму тие контакти ми овозможија луѓе кои што имаат повеќе доверба во медиумите да ми го кажат тоа. И после дури 2 месеци го потврди тоа и Министерството за внатрешни работи, а на таа пресконференција што ја спомнав, тогашниот началник Трпе Стојановски вети дека ќе ни подели и фоторобот од жената возач. Меѓутоа никогаш не беше тој објавен. Беше објавен само фотороботот од човекот што го купил на мито. Со Глигоров сте имале средба? После тоа? Па да, во неколку наврати. Знаеше кој сте читало, каква беше комуникација? Па, тој беше крајно воздржан. Кога ќе ги видите и неговите мемуари околу таа тема,
буквално нема никаков податок што фрла некоја светлина врз тоа. Најмногу внимание привлекува мемуарите на Стојан Андов во, мислам, третата книга од мемуари каде што пишува за атентатот. И линијата Фрчко си после со тужба се извини. 2018 или 19 беа, и таму објавува многу нови податоци кои што имплицитно доведуваат во врска со актуелната владеачка гарнитура, односно владата во времето на атентатот. И тоа предизвика, мислам, што една вид политичка бура во Македонија. Петров, кои нови моменти после толку време може да се кажат, а кои што се веродостојни или може да бидат веродостојни и можат да дадат некој конкретен одговор за линијата на извршителите на атентатот? Не конкретно кој, туку, знаете, како и во секој криминал, мотивите се најбитното нешто. Или поинаку прашано, кој имал интерес, мотив да изврши атентат врз председателот тогаш на Република Македонија? Мојата теорија е, што ја изнесов пред 10 дена на научната трибуна на Филозофскиот факултет, е дека всушност се работи за мотивот, го бараме, нели сите, дека се работи според мене за борба за моќ. Моќта, нормално. И политичка, и бизнис, и секако. Па бизнис преку пари. Борба за пари. И според мене доминира криминалниот аспект. Тука поаѓам од фактот дека тоа беше време на ембаргото кон Србија и дека Македонија шверцуваше преку Македонија. Прв пат ние бевме во историја и последен пат извозници на нафта. Гранични премени, да, диви, вакви. Нафта, сите беа диви. цигари, брашно, не знам. Па дури имаше, сеќавам дека јас го имам пишано тој текст, композиција со вештачко ѓубриво, кој што после не информира стручни луѓе дека во него се содржи шалитра од која што се произведува експлозив. И сето тоа очигледно беше дека се работи за еден многу вносен бизнис, кој што носи многу пари, во кој што нормално во тој период беа замешани и луѓе од српското подземја и дека нормално тука беа замешани и домашни актери кои што стваруваа големи профити од сето тоа. Сега има и друг момент. Значи, кога човек не можете да бидете категоричен во оваа работа, затоа што атентатот врз Глигоров беше еден вид државен удар. Ако имате предвид дека тој политичар со највисок рейтинг во историја на Македонија, значи преку 60% имаше рейтинг, а денеска ни половина од тоа го немаат, мислам. Водечките политичари во Македонија, значи тој беше институција, неформална само. Не само формална институција како председател, тој беше институција како личност, имаше огромно влијание. Неговите зборови изнесени во медиумите, во јавноста, има многу поголема тежина и многу поголемо влијание од кој што му возможува неговите уставни овластувања, знаете. Сега од тој аспект гледано, атентатот беше целосно успешен. Се изместија полуѓето на моќта и политички. Го преживеа, политички не го преживеа, тој беше до крајот на својот мандат маргинализиран. Практично. И неговата улога се води пред атентатот и после атентатот. Различни. И сега, тоа се двата доминантни аспекти околу кои сите аналитичари, луѓе од фелата, што ја следат целата оваа работа, се прекршуваат и најчесто се вели дека мотивите се криминално-политички мотиви. Бидејќи предпоставката е, велам предпоставка во медиуми, бидејќи самиот Глигоров за тоа немаше ништо спомнато во медиумите, е дека тој имал предупредувања од амбасадорите и од странски државници дека Македонија сериозно го крши ембаргото кон Србија и дека тој
пролета 95 година најавил дека ќе свика состанок на сите политички лидери токму на оваа тема. За да се стегнат Меѓутоа, изгините. никогаш не е потврдено од негова страна, од никого не. Тоа е само во сферата на една од безбројните шпекулации околу атентатот. Тоа е еден многу деликатен период за Македонија, подпишувањето Затоа што 95-та се случува Дейтон, така. Веќе се завршуваат Мислам, тие. да, за Македонија тоаш беше подпишувањето на привремената спогодба со Грција, симнувањето на ембаргото, што беше кон Грција. Кон Грција, да. Тоа беше периодот кога Македонија го менуваше знамето, само 3 дена после атентатот. Тоа беше периодот кога Македонија конечно се отворија вратите, беше стана членка на ОПСЕ, за краток период, за месец дена, членка на Советот на Европа, и после дојде еден процес на забрзано признавање на држава, меѓународно признавање и така натака. Се етаблираше меѓународно, да. Се случува големи промени. И тука во контекст на сето тоа се става и средбата Милошевиќ Глигоров во Белград, што беше еден ден пред атентатот. Првично била закажана за Охрид, па се одржава во Белград и така натака. Значи, тоа се цела серија работи кои што коинцидираат со еден настан и кои што можете да ги доведете поврзете една со друга во некаков контекст. Меѓутоа, постојано повторувам, доказ немаме никаков. Се тоа само шпекулации, сето тоа се само предпоставки. Например, ќе спомнам уште една работа, за која што се напишани и студии, луѓе од научната фела од областта на безбедноста, дури имаат пишувано и такви трудови, дали полициската истрага била намерно обструирана или била водена толку дилетантски. Од она што можам да го прочитам, наоѓа елементи и на едното и на другото. И намерно скрштување, лошо водење и од аматеризам или дилетантизам. Од она што го знаеме од фактографијата, бидејќи постојат тука и пресконференции на поранешни министри за внатрешни работи, дека во самите редови на Министерството за внатрешни работи доаѓа до многу сериозен конфликт околу стратегијата на целата истрага. Деновиве имав можност на една од телевизиите со национална концесија да слушаме, да чуеме поранешен началник. И сето тоа така фрла едно ново, како да кажам, ново светло на целиот тек на истрагата, и без оглед на тоа што со дел од неговите изјави не се согласувам од аспект на фактографија, меѓутоа го охрабрувам и него и сите останати што имаат сознание да излегуваат и да изнесуваат. Зборувате за Доревски или за Цветковски? Да. Аха, за Зоран Доревски беше. Драги Несторовски. Фамозниот песок што се бараше спаѓа во погрешното наведување или во аматеризмот. Па, како што објасни, тоа пише многу логично, човекот што го спомнав на телевизија, дека тоа било побарање на некој американски експерт за антитероризам, да се проверат песокот и парчињата метал што били искористени како шрапнели. Да, меѓутоа очигледно тој не знал да се проверуваат куќите што имаат. Меѓутоа очигледно тој не знал дека секоја втора куќа во Македонија во дворот има песок. И така да се тоа од наш аспект гледано изгледаше малце комично. Ама Ај вака са кратко само. Имаме мултигруп. Првиот сигнал беше упатен натаму. Па имаме Белград, па имаме Братиславска врска, па Хрватска врска. Што се друго не беше присутно? па Како насоки кои што... Да, тука имаше многу забуни. Мултигруп прво ја спомна тогашниот министер за внатрешни работи Фрчковски. Па и руска врска, па не Да, знам. и тогаш се насочи целото внимание на јавноста кон оваа компанија. Потоа
веќе неколку месеци потоа излезе така наречената Братиславска врска, експлодирала јавноста, мислам Македонско радио прва ја објави таа информација и потоа беа споменувани и многу други врски, доминираше Па подрок Мерцедес Петри там се споменуваше, не знам веќе кој не. Сакам да кажам туку уште една работа, треба да се знае дека како после секој политички чин на насилство, како што е атентатот, и Македонија се соочи со така наречениот феномен на затворање на устите. И не знам дали знаете дека 3 години по атентатот врз Кенеди 112 луѓе ги загубија животите, кои во сообраќајка, кој извршил самоубиство, кој на мистериозен начин неразјаснети околности. Така да и некака прочитав, нема да кажам од кога, бројка дека околу 30 на луѓе во Македонија, кои што на било каков начин биле се доведувани во врска со атентатот, веќе не се меѓу живите. Меѓутоа, бројката мене е нормално голема. Тука е сепак многу битен, спомнавме Мултигруп. Нивниот представник во Македонија, Иво Јанчев, во април 96 година врши самоубиство. Бев на неговата пресконференција што ја одржа, овде демантираше нормално. Потоа едно лице од така наречената Братиславска врска, Аслан Ноиши, на чуден начин, необичен начин загинува во сообраќајна несреќа на патот Скопје-Тетово. Потоа се случува едно мистериозно самоубиство на господја од Министерството за внатрешни работи, која што наводно работела во шестата управа на следење на комуникации, која што исто вела мистериозно, везина на водно била пронајдена без никакви причини извршила самоубиство. Тука се плетеа многу мистерии. Треба да го споменеме и првиот телохранител на Глигоров, кој што го изведе од автомобилот и го однесе во болница, Драган Гаврилов, кој што една година по атентатот на мистериозен начин врши самоубиство, односно го прегазува воз. Така да има тука уште многу други имиња кои што умреле, починале од разни болести, на кои што на разни начини, од разни причини, на кои што секојаш им се дава некоја мистериозност. Петров, со ова да завршиме. Веруваш ли дека еден ден ќе се знае точно, конкретно, не само кој туку и зошто го извршиле овој атентат, или ќе продолжи така, со научни конференции, и никојаш нема ништо да се дознае. Луѓето ќе починат, оние кои што биле современици, сведоци, веќе ги нема, и ќе нема и кој да каже. Или има во некои архиви, на некои служби, нешто напишено што еден ден ќе се обелодени. Дали си оптимист дека ова еден ден ќе биде расчистено? Ќе кажам една работа. Сметам дека се работи за еден настан. Затоа што кој сега има против да што би предизвикало ова, или уште има луѓе кои што се живи, кои што се мокни и на кои што може да влие лошо. Кој е твоето размислување, твојот впечаток? Се работи за еден исклучително важен настан од историјата на Македонија. По многу нешта тој настане и медник за многу нови појави во државата, пред се мислам на негативни појави, како што е организираниот криминал и корупцијата, која што и претходно беше најавувана како опасно за државата, меѓутоа разграбување на општествениот капитал тогаш. По овој настан таа зема огромен замав и денеска се соочуваме со тоа што се соочува. Со последиците. Значи, целта ми е да го кажам следново. Не смее да се заборави, не смее да се премолчува и не смее да се остави на историјата. Се додека сме сите
сведоци на тоа време, треба да подсетуваме и треба, што е најважно од се, од сето тоа да се извлекуваат некои поуки. Што се случува со една држава, бидејќи, знаете, Македонија има некој историјат на како се вика, на елиминација на незините председатели, почнувајќи од Ченто, па до, да го кажеме, мистериозното загинување на Борис Трајковски, така натака. Авионската несреќа. Очигледно е дека тоа се некои работи кои што треба да им се посветува внимание, од кои што не само од безбедносен, туку и од политички аспект. Треба државата да извлекува некои поуки во животот, во своето постоење, на своето организирање, на своето функционирање. Сосема друго прашање е дали од чисто криминалистички аспект ќе се расветли некогаш. Јас сум оптимист дека со текот на времето ќе се отвараат и архиви, меѓутоа ќе се охрабруваат и луѓе да кажуваат. И така натака. И ќе излезе она што го тврдевме, дека како и да е организиран тој, сепак на некој ниво морало да има домашна поддршка. Јас сум убеден дека и 30 години после тоа се уште има живи луѓе кои што знаат, кои што биле вклучени на некој ниво и кои што во некоја дадена ситуација ќе ги отворат картите. Ќе кажат некој или ќе напишат и ќе остават аманет, веројатно. Веројатно, да. Може би ќе се охрабрат да излезат и ќе кажат. Бидејќи сепак тоа е една тежина со која што треба да се живее, а не може секој да ја поднесе таа тежина, бидејќи самата македонска јавност покажува интерес за самиот настан, за тој настан, и така очигледно е дека не сме рамнодушни. Верувам, ни една власт не е рамнодушна. Знаете, 98 година кога дојде ВМРО-ДПМН, кога победи на избори, и веќе наредната година, 99-та година, за прв пат тогаш и распишаа награда. Да. За секој оној што има информации во врска со атентатот да ги достави. Милион марки тогаш, како беше, или како беше? 100.000, не? Не се сеќавам, беше голема сума. Да. И дека тогаш имаше доста информации, меѓутоа колку што јас се сеќавам дека ниту една од нив не се покажа како релевантна или важна за расветлување. Стадион. Емисија за вашата вистина.